Почитувани граѓани, колеги пратеници, господине министар. Со овај амандман се предлага да се обезбедат средства од буџетот на Република Македонија во износ од 60 милиони денари за изградба на инфраструктура во индустријската зона Опаленик, Крушево, односно средствата да се наменат за изградба на пристапни патишта, канализација, водовод и довод на електрична енергија. Почитувани колеги, ако во изминатиот период сте имале прилика да го посетите славното Крушево и ако сте имале можност да поразговарите со граѓаните во смисла со нивниот квалитет на живот, начинот на екзистенција, тогаш ќе се убедевте дека Крушево полека, но сигурно економски е мртов град. Господине министар, ќе слушните за амандманот? Ќе го послушате амандманот? Не зашто треба да се изјасните на крајот. Во ова живописно градче, со население според последниот попис од околу 5.500 жители, што сега се сомневам дека е тој број, реалната стапка на невработеност, почитувани, во моментот изнесува загрижувачки над 50%. Веќе подолго време во Центарот за вработување во Крушево, замислете, нема оглас за вработување. Нема воопшто никакво вработување во Крушево, со исклучок на неколку партиски вработувања во јавната администрација. И уште една загрижувачка појава што е карактеристична за Крушево, а тоа е масовното иселување на крушевчани од својот град. И тоа не само млади луѓе, туку за жал и цели семејства се иселуваат не само во државата, туку и надвор од оваа држава. Од тие причини во овај буџет бараме 60 милиони денари за изградба на инфраструктура во индустријската зона Опаленик, односно пристапни патишта, водовод, довод на електрична енергија. Неколку карактеристики за оваа индустријска зона се лоцирана е во подножјето на планинскиот масив на Крушево и се наоѓа во близина на регионалниот пат Прилеп Крушево кај селото Алдинци. Постои планска документација подготвена за оваа зона, а парцелите кои што се предвидени во неа се наменети за производство, дистрибуција и сервиси или поточно за лесна незагадувачка индустрија, услуги или магазински простор. Процентот на изграденост во рамките на една парцела е од 40 до 60%, истиот го покажува процентот на градежното земјиште што може да биде покриено со згради. Постојат 8 парцели во индустријската зона со површина од 9300 метри најмалата до 18500 метри квадратни најголемата зона. Потребно е да се изгради патна инфраструктура во рамките на зоната и водовод и канализација во секоја парцела поединечно, а финансиската конструкција ќе биде позната по изработка на основните проекти за секоја парцела поединечно. Со ова се очекува позитивен ефект врз економијата на општина Крушево со еднаков третман на домашните компании кои треба да ги уживаат истите поволности како што ги уживаат и странските компании во нашата држава. Посебно, доколку се има во предвид дека невработеноста во овој град изнесува повеќе од 50%. Отворањето на неколку мали разновидни погони во оваа зона ќе значи економско заживување за Крушево, развој на малите и средни предпријатија и стопанството, со што ќе се овозможи на поголем број луѓе да си обезбедат колку толку пристојна екзистенција и секако намалување на големиот процент на сиромаштија во градот. Со развој на оваа индустријска зона, исто така ќе се намали и бројот на граѓани кои што би останали да живеат во овој град, секако доколку имаат можност да си обезбедат екзистенција или вработување. Воспротивно, сегашната политика која што се води за овој град
ќе значи одење по патот кон Галичник. Сметам дека ова градче со богато културно-историско наследство во Република Македонија, градот на Илинденското востание, градот на Питогули и на нашиот славен јунак Тоше Проевски, заслужува малку поголемо внимание од оваа власт. Благодарам.